Ако имаат добра шанса за работа, младите по завршување на високото образование би останале во својата држава. Најголем дел од анкетираните велат дека не би заминале да студираат во странство, но има и такви кои велат дека ако имаат добра прилика, своето образование ќе го продолжат надвор од Македонија. Да, би студирале дефинитивно при првата можност што би ја имале. Доколку имаме прилика во Македонија да работиме, би се вратиле, но доколку нема некоја добра прилика, подобро е да бараме опции во странство. Вака, јас бев на Еразмус и тоа го сметнам како одлична прилика за да се запознаеме со програмата во странство и с нивните универзитети, меѓутоа јас се гледам себе си во Македонија и би сакала преку такви програми да соберам повеќе знаења и знаењето да го вложам овде во нашата држава. Па не, тука се пронаоѓам, не гледам во странство еднина. Тука ми е подобро мене. Поглед на тоа што сум студентка на катедрата за македонски јазик и книжевност, никако не гледам кариера во странство и сакам да градам иднина дефинитивно овде. Па да, доколку ми се пружи прилика, да, размислуваме за тоа. Сега за образованието ќе го завршиме овде, но за работа најверојатно да. Јас завршив на македонистика овде работам на професијата што си ја завршив и не, дефинитивно не. Согласно извештајот на Државниот завод за ревизија, Македонија се соочува со голем гупиток на високостручни и научни кадри. И додека државата размислува како да го намали одливот на мозоци, а студентите планираат кариера таму каде што имаат подобри услови за развој и заработка. Истражувањата на Универзитетот Гоце Делчев велат дека условите за професионален развој се пресудни во одлуката за останување во државата. Анализите покажуваат дека 60% од младите би останале во собствената локална средина или во блиската локална средина ако имаат квалитетен концепт на образование и ако имаат квалитетни елементи за продолжување после образованието во некакво пазар на труд или она што ќе представува граѓанско општество. На младите научници треба да им се даде шанса за развој во нивните најпродуктивни години. Универзитетите бараат поголема автономија во вработување на научниот кадар. Од пред 10 години до сега, перцепцијата за иселување кај младите се намалува, но е над просекот на земјите од југоисточна Европа. Од 77% во 2014, кога младите се изјасниле дека сакаат да живеат во странство, пред 2 години процентот се намали на 56%.